Меѓународниот монетарен фонд ги ревидира своите прогнози за економски раст годинава и побара од владите и централните банки да им се вратат на политиките на реформи за да го поддржат развојот. Како добри за економскиот раст се наведуваат и намалените цени на нафтата и падот на еврото. Во најновиот извештај за светските економски перспективи објавен денеска, Меѓународниот монетарен фонд проектира глобален раст од 3,5% за ова и 3,7% за идната година, што е за 0,3% помалку од претходните предвидувања на фондот. Главниот економист на фондот, Оливие Бланшар, изјави дека факторите кои го поддржуваат растот, вклучувајќи ги намалените цени на нафтата и падот на еврото, биле засенете од негативните сили како забавените последици од кризата и помалиот потенцијален развој во многу земји во светот. Најмногу погодени ќе бидат оние што извезуваат нафта, како Русија, Нигерија и Саудиска Арабија. Русија, која е под санкции поради незината поддршка на проруските бунтовници во источна Украина, најмногу е погодена токму поради намалените цени на нафтата. Според Меѓународниот монетарен фонд, економијата на таа земја ќе се намали на 3%. Само американската економија, според Меѓународниот фонд, може да смета на поголем пораст од претходно предвидениот. Имено годинава Соединетите држави ќе забележат раст од 3,6 наместо 3,1%, како што беше претходната прогноза. Тоа се должи на слабиот развој во еврозоната, каде што зголемен раст може да очекува само Шпанија. Втората најголема економија во светот, Кина, ќе порасне на 6,8%, што е за 0,3% побавно од претходно очекуваното. Тоа ќе се одрази и врз другите азиски земји. Брзиот пат на цените на нафтата и посилната американска економија после изгледа нема да бидат доволни за посветла перспектива на светската економија во оваа година, изјави шефицата на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард. Погодокот со ниските цени на нафтата е добар, но ако глобалната економија остане на колена, тогаш ни тој погодок нема да помогне. Се ништото на дефлацијата, кошмарно сценарио на пад на цените и на платите, останува ризик за цела Европа, изјави таа, додавајќи дека земјите во еврозоната и Јапонија остануваат во опасната зона на долгорочен слаб економски развој. Во меѓувреме, Меѓународната организација за труд соопшти дека поради намалениот економски развој ќе продолжи изголемувањето на невработеноста во светот. Сега во светот имало над 200 милиони невработени, а таа бројка до 2019 ќе изнесува 211 милиони. Овој извештај е објавен пред почетокот на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија.